животна средина и високи екостандарди треба да се императив за општините, порача евроамбасадорот Михалис Рокас од Струмица. Тој во овој град ги виде велосипедските патеки и екоавтобусите кои од неодамна функционираат во Струмица, а ја посети и пречистителната станица, каде пристигнуваат од 350 до 400 кубни литри фекални и отпадни води од физичките и од правните лица, а излегуваат од 280 до 300 кубни литри чиста вода во секунда. Процесот на обработка се придржува до европските стандарди. Рока смета дека Струмица како град на тромеѓето со две европски држави има голема предност во имплементација на многу прекогранични и европски проекти и треба да го искористи тоа. Мислам дека вие сте еден од најдобрите примери за искористување на фондовите на Европската Унија, затоа што на вистина на тој начин се прави разлика во самото живење за самите граѓани, дали се прави разликата во подобрување на животната средина преку напорите кои што се прават за изградба на велосипедските патики, дали е тоа преку употреба на зелени автобуси или на електрични автобуси или во други сфери, всушност за менаџирање на цврстиот отпад и исто така за менаџирање всушност за обезбедување на питка вода или за менаџирање на оскудните фондови кои што понекогаш самите општини ги имат. Мислам дека сето ова представува добар начин за менаџирање на една општина, како што веќе кажав, сега е време исто така, да се направат, да се преземе лидерство, дали од ваша општина, меѓутоа исто така од другите општини, така да тоа што имав можност да го слушам за време на дискусијата со вас, меѓутоа исто така и со општинскиот совет, на вистина беше големо охрабрување за мене и исто така кога слушнав имајќи предвид за вашите граѓани, особена општина која што граничи со две други земји членки на Европската Унија. Тоа на вистина покажува за работата која што се прави од страна на вас, се со цел да се зајакне таа меѓугранична соработка помеѓу трите земји во овој случај, исто така за искористување на европските фондови, затоа што во овој момент тоа што имаме најмногу потреба е затоа што процесот на проширување на Европската Унија веќе има огромен момент за да може да се искористи, меѓутоа исто така за да се продолжи со процесот на проширување на Европската Унија и не само тоа е како резултат на геостратешкиот императив или геостратешките околности кои што се изменети во овој момент. Градоначалникот Костадинов вели дека општините се подготвени за евроинтеграција преку спроведување на многу современи проекти, особено од инфраструктурната мобилност. Смета дека европските средства значително помагаат за полесна и побрза реализација на многу значајни локални проекти. Имавме можноста да поразговараме со амбасадорот за тоа каков е нашиот светоглед во однос на интеграциите, зошто интеграцијата во Европската Унија не значи само решавање на билатерални спорови на национално ниво, туку и по хоризонтала и по вертикала спуштање до буквално последната клетка на едно општествено функционирање, местните самоуправи, препознавање на предизвиците и барањата на граѓаните и како да најдеме соодветно решение за тие предизвици. Општина Струмица досега сме покажале дека навистина ги практикуваме и преку мултисекторскиот пристап решаваме огромни проблеми со кои што се соочуваат ние како граѓани, реализација на огромен број проекти кои што се финансирани од Европската Унија и би рекол кога говориме за искористување на можностите кои што ги имаме како општини во однос на Европската Унија, тоа не значи само финансии и фондови. Туку тоа значи имплементација на една целина. И зошто го говорам ова? Урбаната мобилност е факт дека е една од фундаменталните вредности, би рекол, на европското креирање на политики, особено во делот на локална самоуправа. Евроамбасадорот
Михалис Рокас ја посети Струмица во рамките на серијата активности преку кои тој остварува средби со представници на локалната власт, со членови на граѓански организации и иницијативи, со предприемачи како и со лица што се дел од други сегменти на локалната заедница. Со нив тој разговара на теми што најмногу ги засегаат, како и за можностите што се отвораат во текот и по завршувањето на евроинтегративниот процес. Пред Струмица Рокас вакви посети имаше и во Битола, Тетово и Куманово.